Ова е добро со ревизорските извештаи, меѓутоа перцепцијата на јавноста е зошто десетици години назад не е таква состојбата. Зошто досега никој не одговарал? Еве да отидеме на онкологија. Извештајот вас нели ве побара за извештајот за онкологија. Зошто ни треба толку време од толку прецизни факти, дали од антикорупцијска, дали од ревизија, за да почнеме да постапуваме по нешто? Што покажа конкретно кај вас извештајот за онкологија? Имавте ли доволно елементи кои може да се искористат како докази кај обвинителството? Видете вака сега. Нашиот ревизорски извештај покажа дека има елементи, се води истражна постапка. Според информацијата јавниот обвинител, заглавена е постапката во делот на вештачење, каде што се чека вештачење од вештаците од Словенија. Се извинувам ако грешам. Тоа ми е последната изјава, бидејќи во текот во нашата држава не се нафатил никој да го вештачи предмет. Меѓутоа, дали треба само да се сведуваме на вештачење и да кажуваме дали е преземено нешто, или пак само треба да се прашаме дали ние како граѓани имаме преземено нешто во тој дел. Кога зборувам како граѓани, ги наведувам и менаџерите кои што се во јавните здравствени установи. И на примерно, и на секундарно, и на терцијално здравство, бидејќи најголемиот терет во суштина е сега на терцијалното здравство, односно на клиниките, бидејќи знаете каква е состојбата, 2/3 од јавните здравствени установи веќе се нефункционални, неодржливи, односно не можат да извршат услуги кои што можат да обезбедат доволно средства за да бидат одржливи. Владата има донесена одлука да се финансират целокупното нивно работење без разлика што не може да дадат. Еден пример е таков со клиниката за дерматологија. Зошто е тоа така? Еве јас јавно прашувам. Набавени неколку медицински апарати кои што стојат неупотребливи, кои што се дадени големи износи на средства, меѓутоа поради непостапување на надлежното министерство и Фондот за здравствено осигурување за да ги одобри пакетите и цените, а тоа е во суштина давање одредено естетско доуредување или разубавување на понежниот пол, не може да се создадат доволни средства на клиниката. И сега државата, во услови кога може јавната здравствена установа да генерира дополнителни средства, надлежните институции не и дале одобрение за ценовникот, такви медицински апарати зјаат или не се користат, проштевајте на изразот, меѓутоа веќе не можам да поднесам каде што имаме акселератори и други, каде што 1,5 милиона евра даден за еден акселератор, а тој да стои неупотребен, поради тоа што не бил изграден објектот. Па чекајте, вие купувате прво мебел, па ја градите куќата или градите куќа, па купувате мебел. Мислам дека, еве, ова е во суштина моето експозе во влада, каде што сум бил елаборирал за оваа клиника, каде што исто така укажувам на одредени состојби. Добро, преземено е ли нешто после тоа, после вашето елаборирање? Верувам дека ќе биде преземено, бидејќи донесен заклучок да е задолжена со клиниката да преземе соодветни мерки, а во суштина овој извештај е доставен до Фондот за здравство, Министерството за здравство и верувам дека ќе постапат бидејќи тоа е нивен интерес. Зошто да ги упатуваме пациентите наместо во јавните здравствени установи да одат во приватни клиники? Да.